Полицијата употреби солзевец пред Белата куќа доцна во неделата откако поголемите градови во Соединетите држави беа ставени под полициски час за да ги задушат немирите на протестите против расизмот и полициската бруталност. Насилните судири избувнаа повеќе пати во еден мал парк покрај Белата куќа, кога демонстрантите запалија неколку големи пожари. Локалните американски лидери апелираа до граѓаните да протестираат достоинствено, а не со насилство. Околу 5000 војници на Националната гарда се активирани во 24 држави и главниот град Вашингтон, соопшти Националната гарда. Најмалку 40 градови, меѓу нив Лос Анџелес, Чикаго, Детройт, го продолжија полицискиот час. Демонстрантите го искажуваат својот гнев поради смртта на 46-годишниот Џорџ Флојд, кој, како што беше прикажано на видео снимено од минувач, бил држан од полицаец со коленото на задниот дел на вратот, при што повеќе пати извикувал: "Не можам да дишам." Прелиминарната обдукција откри дека на телото на Флојд нема физички знаци на траума или пак задушување. Председателот на Соединетите држави Доналд Трамп ја пофали Националната гарда за напорите за спречување на насилството. Честитки до нашата Национална гарда за одличната работа што ја направија веднаш по пристигнувањето во Минеаполис. Твит на Трамп, додавајќи дека тие треба да се користат и во други држави пред да биде предоцна. Трамп ги нападна медиумите за тоа што, како што изјави, направија се што е во нивна моќ за да се поттикнат омраза и анархија. Трамп исто така на Твитер објави дека ја назначи екстремната левичарска група Антифа, која ја обвини дека го води насилството како терористичка организација. Насилството поттикнато и спроведено од Антифа и други слични групи во врска со немирите е домашен тероризам и ќе се постапува соодветно, оцени американскиот јавен правобранител Вилјам Бар. Инаку Трамп на 30 мај изјави дека смртта на Флојд е тешка трагедија, што ја исполни земјата со гнев и тага, но додаде дека неговата администрација нема да толерира демонстрации и насилство. Распоредување на униформирани единици на Националната гарда е ретко и според посматрачите предизвикува вознемирувачки сеќавање на немирите во американските градови во 1967 и 68 година во бурен период на протести поради расните и економските разлики. Во меѓувреме, кошаркарската легенда Мајкл Џордан на 31 мај за смртта на Флојд на Твитер објави дека црните луѓе и малцинствата имаат доволно од расизмот во Соединетите држави.